Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Предлог буџетот за 2020 година во делот на транспорт и врски е склоп од правилно распределување на граѓанските пари за вложување во капиталните инвестиции, со што ја подобруваме економијата во државата. Со предлог буџетот за 2020 година и со буџетот на јавното претпријатие за државни патишта правиме историски најголеми вложувања во изградбата и рехабилитацијата на патиштата и изградба на патната инфраструктура, во гасоводната мрежа и во реализација на крупните проекти во железниците. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку Министерството за транспорт и врски, конечно го подигнува нивото на комуналната инфраструктура, продолжува со изградба на социјални станови, обезбедува услови за воведување на нови авиолинии, помага на општините при изработка на урбанистички планови, водоводи и канализации, улици и патишта. Но и ја подобрува најголемата реформа во градежната дејност преку креирање на нови законски решенија. Овој буџет е развоен и ги застапува директните потреби на стопанството и граѓаните. Буџетот е проектиран на 5,8 милиарди денари, од кои цели 83% од проектираните средства, односно 4,8 милиарди денари, се расходи наменети директно за реализација на капитални проекти. За наредната година ќе има зголемување за 854 милиони денари во споредба од 2019 година. Ова е голем показател дека државата е на прав пат, дека парите на граѓаните се инвестираат во нивните суштински потреби. Од предлог буџетот за 2020 година 2,6 милиарди денари се одвојуваат за железници, 446 милиони денари за комунална инфраструктура преку ЕИБ и 248 милиони денари за водоводи, 247 милиони денари за проекти за локални патишта и 104 милиони денари за нови авиолинии. Како градоначалник на општина Штип, особено сум задоволен што во овој буџет се одвојуваат средства за изградбата на најзначајниот капитален проект за Штип, а тоа е изградбата на брана Отиња, во висина од 200 милиони денари за 2020 година. Потенцирам дека овој развоен буџет за 2020 година преку 80% ќе биде наменет за изградба на капитални објекти. Во тоа е суштинската и голема разлика помеѓу Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО-ДПМН. Додека тие инвестираа во барокни фасади и споменици, ние инвестираме во нови патишта, канализации, водоводи, железници, брани и многу капитални инвестиции кои се од суштинско значење за развојот на државата. Вложувањата во инфраструктурата обезбедуваат повеќе кратен бенефит за економијата и бизнисот. Затоа економијата во државата расте и очекуваме со овој развоен буџет да продолжи да расте и во 2020 година. Затоа продолжуваме со засилена работа на терен и со значајни инвестиции во капитални објекти. Благодарам.